Сега следува разговор со професорот Дејан Трајковски. Го реализиравме синоќа, бидејќи професорот е зафатен, утринава има предавање, го направивме на Zoom платформата. Нормално говориме за професорот кој што буквално преку оние диаграми ги погодуваше точно моментите кога ќе има пик, кога е во прашање COVID-19 и кога може да се очекуваат олабавување, односно паѓање на бројот во текот на цело време додека трае ова ковид криза. Меѓу другото, со Трајковски разговаравме колку може математичката статистика да се користи во други насоки или во други нивоа. Например, професорот исто има диаграм поврзан со руската рубља, апропо оно што се случува во Украина, дека руската рубља закрепнала во изминативе 3 недели, правејќи паралела со оно што се случува со американскиот долар. Трајковски, сега ве враќам пак на ковидот, во интервјуто за телевизија 24 говори и за смртноста, правејќи паралели со одвишна смртност, така тој ја нарекува, со земање на податоци од статистика и оно што не од Институт за јавно здравје, и овде бројките се исто така фрапантни. Да не должам многу, во продолжение следува интервјуто со професорот на Техничкиот факултет во Битола, Универзитет Свети Климент Охридски, Дејан Трајковски. Со ова го заокружуваме во издание на Студио 10. Разговараме со професорот Дејан Трајковски од Техничкиот факултет УКЛО, Универзитет Свети Климент Охридски. Професоре, добре дојдовте во Студио 10. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Веднаш на почетокот, не знам како сакате да сметете го ово, не утнавте ниту една бројка кога ги пишувавте тие, кога ги цртавте диаграмите, бидејќи живеевме во време, невреме, односно кога е во прашање ковид, и точно прогнозиравте кога можеме да го очекуваме пикот, кога можеме да го очекуваме намалувањето. Во таа смисла, во таа насока, што покажуваат сега вашите најнови бројки, најнови анализи, бидејќи постојано ве следиме сите и по социјалните мрежи. Дали можеме пополека, професоре, да се ослободуваме или? Кратко и јасно, бројките се во надолен тренд. Имавме извесен застој на намалувањето, дури и благ раст кон крајот на март. Меѓутоа, прогнозите, почнувајќи од почетокот на април, се позитивни. Значи, се очекува преносливоста да продолжи да се намалува, односно дури и овој вториот врв на омикрон сојот, врвот на подсојот BA2, односно стелт сојот, практично поминува. Зависно од регионот секако, затоа што во југозападна Македонија тој врв беше позабележлив. Бројките започна да растат во Битола, Охрид, Струга, Прилеп, Крушево. Меѓутоа во остатокот на државата таков раст ние немавме. Иако до пред недела дена ги проценував шансите за доаѓање на нов врв на некои 30 до 50%, сега мислам дека можам по слободна проценка да ги спуштам прогнозите на само 10 до 20% за настапување на некој нов врв. Значи, бројките стабилно, експоненцијално ќе се намалуваат и ќе се стремат кон нула, како што ќе се приближува летото. Професоре, имаме неколку диаграми, ќе ве замолам да ги искоментираме, бидејќи ние сме лаици, вие сте професионалци во оваа работа, дневно диагностицирани. Што значи ова? На диаграмот на ново диагностицираните ги гледаме дневните броеви на нови случаи на ниво на држава, на вкупниот број на жители од 1,83 милиони. На него се поставени одредени индикатори. Тоа е најважниот индикатор, е 7-дневната подвижна средина, која што служи за измазнување на трендот, затоа што само гледајќи врз суровите броеви, од ден до ден, шумот, статистичкиот шум, оние случајни варијации не ни дават никаква корисна информација за трендот. Меѓутоа, ставајќи ги овие индикатори, ние можеме многу убаво да гледаме што се случува со трендот, односно дали бројките се зголемуваат, намалуваат или стагнираат. Моментално се наоѓаме во фаза на така да речено експоненцијално намалување, односно во просек секој нареден ден има се помал и помал број на нови случаи. Моментално
секој нареден ден има околу 2,5% помал број на нови случаи отколку претходно. Зборуваме во просек, значи ако се исклучи тој статистички шум. На овој диаграм се гледа исто така еден голем врв на почетокот на февруари. Тоа беше врвот на омикрон сојот, односно неговиот подсој BA1, кој што потоа постепено се намалуваше се до средината на март, кога настапи известен застој, а во некои региони на државата, како што реков, Југозападна Македонија, дури дојде и до благо покачување на бројките. Меѓутоа, тоа не го расипа на долниот тренд на државно ниво. Така што прогнозите се во наредните недели дека овој тренд на намалување и ќе продолжи. И сега, ова дневно диагностицирање, само морам да прашам, вие ги земате како параметри бројките од оно што го имаме како официјално лица кои што се тестирале во таа смисла, или бидејќи нели сега и дома се тестираат и многу е тешко да се следи цела ова, ако можеме така да кажеме, математика. Кога зборуваме за диагностицираните, тоа се исклучиво лабораториски потврдени случаи, значи со така речените PCR тестови. Тука не влегуваат домашните тестови, додека влегуваат брзите тестови, значи како еден посебен вид на тестови покрај PCR тестови. Имаме уште еден диаграм, ако добро сваќам, ова е Македонија версус Битола. Да. На овој диаграм ние ја следиме 14-дневната инциденца, односно 14-дневниот збир на случаи, сведен на 100.000 жители. Затоа гледаме дека двете криви, иако се работи за две прилично различни по големина популации, значи популацијата на цела држава и популацијата на Битола, штом се сведат на 100.000 жители, тие броеви се релативно споредливи. Кај двете популации забележуваме во февруари голем врв на омикрон сојот, додека после намалувањето на бројките забележавме во Битола на крајот на март известно зголемување. Тоа е врвот на BA2 подсојот, односно врвот на стелт подсојот на омикрон сојот. Тој врв, како што кажав, се појави во Битола и практично цела Југозападна Македонија, но не и во остатокот на државата. Можно е да се појави овој подсој и во остатокот на државата, меѓутоа гледајќи како овој пораст беше многу благ, практично нема причина да се плашиме од некое големо избунување. Практично истиот образец, истата шара, истата форма на диаграмот ја забележуваме во повеќето европски држави, со исклучок на некои централно европски држави, каде што вториот врв на омикрон сојот беше многу изразен. Пред се во Германија, Швајцарија, Австрија. Моментално, од сите европски држави имаме големо избунување само во Германија. Додека во сите останати држави, каде што дури имавме врв на стелт подсојот, веќе доаѓа до смирување. И тој вториот врв беше двојно, во повеќето земји двојно понизок отколку главниот февруарски врв на BA1 подсојот. Во Македонија дури и многу помал. Значи, гледајќи, судејќи според Битола, практично врвот на BA2 подсојот е занемрлив во однос на главниот сој. И шансите за некое ново избунување во наредните недели е минимално. Јас би го проценил сцена се на околу 10 до 20%. За повторно појавување на некаков евентуален пик, во таа насока, претпоставувам, мислите? Да, што се однесува до подсоевите на омикрон сојот, мислам дека можеме да бидеме релаксирани, нема да има големо избунување. Доколку се појави некој нов подсој или сој, не можеме во овој момент ништо определено да кажеме. Иако во Европа веќе имаме и нови подсоеви, така наречени рекомбинанти, тоа се подсојот XE, XD, XF, тоа се разни рекомбинанти, односно комбинации на подсоевите BA1 и BA2, некои се и комбинација и со делта сојот, немаат некоја драстично поголема преносливост. Во Македонија најверојатно се уште не се дојдени. Меѓутоа, судејќи според нивното ширење во Западна Европа,
не очекувам значи некое поголемо избудување, но ризикот од појава на нови соеви досега непознати секогаш е присутен. За нив не можеме во овој момент ништо определено да кажеме. Професоре, бидејќи следите нормално и оно што се случува во светот, дали полека но сигурно, барем вака сега како што е ситуацијата, не навлегуваме во она појавување на нови подсоеви, дали полека но сигурно ковидот завршува приказната на ковидот, дали ќе излегуваме од пандемијата или? Зависи, тоа е по региони. Светската здравствена организација пред една недела издаде предупредување дека практично ние сме само до половина со пандемијата. Значи, само првата половина на пандемијата е помината. Меѓутоа, тоа е благодарение на малиот број на прележани во Кина. Во Кина практично епидемијата ниту започнала. Благодарение на цврстите мерки и на масовната вакцинација, масовното тестирање, значи во Кина допрва имаме благо избавување, меѓутоа знаејќи како тие се справуваат, безкомпромисно со сите досегашни избавувања, можеме да очекуваме дека и таму веројатно нема да има големо расплантување. Меѓутоа во остатокот на светот, тоа е пред се Европа, Северна и Јужна Америка, поради големата прележаност, со сегашните соеви практично јас не очекувам да има веќе големи избавувања. Барем не во текот на летото, додека од наесен секако е можно зголемување на бројките. Бидејќи нивото на антитела со текот на времето многу се намалува, после некои 5 месеци, кај еднаш прележаните лица, пак практично титарот паѓа на многу ниско ниво и не дава заштита од заразување, иако дава заштита од тешка форма на болеста и од смртен исход. Меѓутоа, кај прележаните и вакцинираните доаѓа до, така да речен, хибриден, односно суперимунитет, кој што трае многу подолго. Значи, не само 5, туку во просек 17 месеци, кај најмалку 50% од популацијата. Така што во земји со висока прележаност, меѓу кои спаѓа Македонија, Македонија практично и светски рекордер според прележаност и според тој хибриден имунитет, ние можеме да бидеме прилично сигурни дека наредните избудувања ќе бидат релативно благи, а особено бројот на починати нема да биде споредлив со досегашните броеви во претходните бранови. Значи ќе паѓа барем бројот на смртни случаи, ќе се намалува. Мислам нема да има толку број случаи. Очекувам во секој нареден врв бројот на смртни случаи да биде се помал и помал, иако бројот на заразување пак може да се мери и во стотици следната есен. Имаме уште 2 диаграми, сакам да ги искоментираме. Репродукцијски број. Репродукцијскиот број е многу важен показател, практично тоа е појдовната основа за сите прогнози во епидемиологијата. Тој ни покажува во просек колку едно лице заразено, колку други лица ќе успее да зарази после еден така да речен серијски интервал. За ковид, односно конкретно за омикрон сојот, тој серијски интервал изнесува околу 2,5 дена. Тоа е просечното време од покажување симптоми на заразувачот до покажување симптоми на заразениот. Значи, ако репродукцијскиот број, така да речем ефективен репродукцијски број е поголем од единица, тогаш имаме избавување на епидемијата. Бројките растат во просек од ден во ден. Ако репродукцијскиот број е помал од единица, имаме во просек намалување на броевите, додека ако е точна единица, имаме така наречен стабилен раст, односно секој ден приближно константни броеви. Моментално репродукцијскиот број е минимално под единица, изнесува околу 0,92 и доколку остане на тоа ниво, иако не е многу помало од единица, бројките полека, но сигурно ќе се намалуваат со текот на времето. Пред нас се топлите пролетни денови, со доаѓањето на пролета и летото, условите за пренос на вирусот ќе бидат се понеповолни, односно репродукцијскиот број ќе се намалува, а со тоа и бројот на ново заразени ќе станува се помал и помал, додека во еден момент не се сведе до спорадични случаи, кој што изнесува и за него постои конкретна
мерка, значи тоа е 25 случаи на 100.000 жители за 14 дена. Односно, на ниво на цела популација на државата, тоа би одговарало приближно на 26 до 27 случаи дневно. Значи, штом дојдеме до тие дневни бројки, ние ќе сметаме дека сме веќе во режим на случајно заразување. Односно, нема да има систематско заразување, систематско пренесување односно верижно пренесување на заразата од едни на други поединци. Но се уште не сме во таа фаза дојдени. Моментално 14-дневната инциденца се уште е прилично над 120 случаи на 100.000 жители на 14 дена, а тоа според европските мерила се уште представува 4 степен на ризик од ширење на епидемијата. Што значи потребно е внимание, потребно е почитување на мерките барем уште 2-3 недели додека не слезе ризикот барем до трето или второ ниво. Во овој контекст, може ли да направи некаков проблем евентуалното олабавување на мерките, во смисла на тоа што не имаме нови мерки кои што ги препорачува Комисијата за заразни болести, а тоа е дека не мора веќе да се носат маски во затворено, освен во здравствените установи и во аптеките, ако не се лажам. Гледајќи како се почитуваа мерките цело време за време на епидемијата во Македонија, односно крајно несериозно се применуваа мерките, мислам дека и ова формално укинување на мерките нема да направи некоја голема разлика. Затоа што ние, иако формално правно имавме мерки во сила, фактички тие суштински не се почитуваа, односно многу површно, неправилно се применуваа, така што и по формалното укинување на мерките не очекувам да видиме некое значително влошување на состојбата. Практично, при секој олабавување на мерките, врз искуство од претходните врвови, секој олабавување доведуваше до пораст на преносливоста, која што сама од себе се разрешуваше, односно опаѓаше после просечно 2 недели. Така да дури и да видиме известно зголемување на преносливоста, таа после 2 недели однова ќе се врати на подединечна, односно бројките ќе продолжат да се намалуваат. Имам уште еден диаграм, стапка на позитивни тестови, што значи ова? Стапката на позитивни тестови представува процент на позитивни тестови од вкупниот број на тестови. Например, ако од 2000 тестови ние имаме 200 позитивни тестови, тоа одговара на стапка од 10%. Таа исто така ни е многу важна метрика за определување на фазата на бранот, затоа што бројот на диагностицирани многу зависи од бројот на тестирање. Додека оваа стапка ја елиминира таа зависност, односно представува релативна мерка, представува релативна бројка на позитивни тестови од бројот на бројот на тестирање. Значи, на тој начин се исклучува неравномерноста во бројот на тестирање. Како што гледаме за време на големите избугнувања, стапката на позитивни тестови многу растеше, дури и преку 35% во нашата земја. Тоа е поради многу малиот број на тестирање. Значи, Македонија имаше многу малку тестови во однос на европските мерила. Имено, според европските прописи, препорачаниот број на тестови е 300 тестови на 100.000 жители дневно. Односно, на ниво на Македонија, ние би требале да правиме најмалку, значи 300 тестови, тоа би биле 3000 тестови на милион, односно 6000 тестови на 2 милиони популација. Што ние не го правевме, освен само за време на главните врвови, кои што трае некаде околу 2 недели. Додека за останатиот тек на епидемијата, овој број на тестови беше 3 до 4 пати помалку. И поради тоа многу случаи остануваа неоткриени, на вирусот му се оставаше простор да се шири. Значи, не го правевме она што го правеа, например, во Кина, каде што со агресивно тестирање ги откриваа случаите уште на самиот извор и ги ставаа во карантин. Значи, таму на заразените не им дозволуваа да останат дома, да се лекуваат во домашни услови и на тој начин да ги заразат
домашните. Туку секој позитивен веднаш беше одведуван во ковид центри и на тој начин беше прекинуван синџирот на заразување. Кај нас ништо од тоа немавме. Немавме ни централизиран карантин, немавме ни голем број на тестирања, немавме ни долго време ни вакцинации и така практично епидемијата стихино ја поминавме, стихино преку прележување голем процент од популацијата стекна имунитет. Ние практично дојдовме моментално до многу висок степен на колективен имунитет, меѓутоа тој е платен со превисока цена преку бројот на починати кој што изнесува околу, ако зборуваме за одвишната смртност, значи она од статистиките на Државниот завод за статистика, не од статистиките на Институтот за јавно здравје. Значи одвишната смртност во однос на очекуваната сезонска смртност во Македонија е преку 16.000 починати. Односно имаме речиси 10.000 починати на милион жители, а со тоа сме во самиот светски врв, практично сме втори веднаш после Бугарија. Значи, дотука не доведе таа политика на стихино ширење на епидемијата, толерирање на заразувањето или така да речената политика на соживот со вирусот. Додека оние држави кои што водеа строги мерки, пред се строго тестирање, строги карантини, масовно вакцинирање, не дозволија бројот на починати да достигне дури 4 цифрени бројки на милион жители. Сега, професоре, ја споменавте како беше одвишната смртност. Тоа треба да тоа се препишува само на ковидот или овде може да се стават и случаи во смисла на тоа заради нефункционирање на одредени клиники поради нормално ковид болните, па страда другите болни кои што има, не знам, канцери и така натаму, или таа како ја споменувавте смртност, одвишна смртност се препишува само на ковидот, за ова за кое што говорите сега? Само неколку збора околу пресметувањето на одвишната смртност. Видите доколку направиме една статистика, сезонска статистика на бројот на починати во нашата држава, ќе забележиме една неверојатна правилност во бројот на починати. Ние можеме точно да го предвидиме бројот на починати за секој месец во годината со грешка од плюс минус 170 починати. Тоа е многу голема точност за држава од 2 милиони жители. И сега, во оние месеци кога имавме ние починати далеку над очекуваната сезонска смртност, тоа е јасно дека се должи исклучиво на заразна болест. Значи, единствен случај имавме на голема одвишна смртност во 2016 година, за време на епидемија на грип, кога во јануари 2016 година имавме големо отстапување над очекуваната сезонска смртност. Значи, иначе, без некој заеднички фактор, значи, без болест која што ќе погоди голем процент од населението, не може да се случи толкав врв на смртноста. Затоа што бројот на починати се починува на така да речем нормална распределба со одредено раселување околу некоја очекувана вредност. Сега, откако се случи епидемијата на COVID-19 во нашата земја, ние забележавме голем пораст на бројот на починати во однос на очекуваната сезонска смртност. Интересно е што тие бројки, тоа е така речената одвишна смртност, беа групирани воглавно во месеците на врвовите на епидемијата. Имавме досега 4 такви големи врва, кога забележавме многу големо зголемување. Значи имавме околу 80% поголем број на починати отколку сезонската очекувана смртност. Значи тоа никако не може да се случи по некоја случајност од било какви случајни болести, што е исклучиво последица на ковид. Сега, тука се групира, во таа група на одвишни починати доаѓаат починати од ковид, диагностицирани и недиагностицирани. Тие кои се диагностицирани, тоа е објаснета одвишна смртност. Меѓутоа имаме одвишна смртност на луѓе кои не беа диагностицирани, тоа е необјаснета смртност. Но интересно е што и таа необјаснета смртност е во многу голема корелација со врвовите на епидемијата, што значи дека и таа необјаснета смртност
во најголем дел се должи на умирање од ковид. Так. А професоре, претежно во домашни услови, тоа треба да се каже. так. И се разбира и конечно имаме трета група на починати, тоа се починати поради нелекување од други болести, поради пренатрупаност на болничките капацитети за време на главните изболнувања. Професоре, зашто направивте во еден момент, видите, кога говоривме за смртноста, не податоците кои што ги имаме од Министерство за здравството, туку они од Завод за статистика? Затоа што податоците од Институтот за јавно здравје се потпираат само на лабораториски потврдените ковид случаи. Тоа се починати кои починале во болнички услови и кои што претходно имале позитивен тест на ковид. Меѓутоа има многу случаи кои никогаш не биле тестирани, починале дома, никогаш не влегле во официјалната ковид статистика како починати од ковид. Меѓутоа, како што реков, со математички методи, преку анализа на одвишната смртност над очекуваната сезонска смртност, ние точно утврдивме колку заправо ние имаме починати. И така доаѓаме до бројка од околу 16.000 починати, плюс минус околу 900 починати. Што не рангира високо на таа светска листа, за жал. Да, втори сме на светот веднаш после Бугарија. Ако сметаме со најновиот број од 1,83 милиони жители според резултатите на последниот попис. Добро, чувам прашање за тоа за крај, колку ќе можете да одговорите. Да ве замолам, ако направите, бидејќи вие цело време за време на оваа ковид пандемија практично излегувате со диаграми и на некој начин им помагавте на луѓето, внимавајте тие и тие денови, тога се очекува пикот, па потоа следува ловување и сето тоа го правите математички прецизно. И сега тоа имате некоја посебна методологија како се прави, бидејќи не е само ова обична математика, претпоставам. Како изгледа тоа? Колку време ви е потребно за да направите еден таков диаграм? Мора да поминат тие 14 дена или? Диаграмите се освежуваат секојдневно по пристигнувањето на дневните бројки. Имаме развиено посебен комплет на индикатори, различни индикатори за различни намени, некои се индикатори на трендот, некои се индикатори на смртноста и така натаму. Имам најразлични индикатори. Кога знаете дека за 5 дена ќе биде пикот? Сега ве враќам назад во времето. Да. Видете, тоа е една посебна гранка на математиката, конкретно на математичката статистика и се нарекува статистичко прогнозирање. Тоа е најтешката гранка на математичката статистика, статистичкото прогнозирање. Значи, при статистичко прогнозирање никогаш не можете да ја погодите точната бројка, меѓутоа можете да дадете одреден интервал на доверба. Значи, со одредено ниво на доверба, најчесто 95%, можете да прогнозирате број на пример на ново диагностицирани во наредните денови. Дали во наредниот ден, во наредната недела. Начелно, колку е пократок временскиот хоризонт, толку е поточна прогнозата. Додека колку подалеку одиме во иднина, толку грешките на прогнозата се поголеми. Така што во еден момент прогнозата станува неупотреблива. Меѓутоа, со многу голема точност, бројките може да се прифатат за временски хоризонт од 7 до 14 дена. И сега, ако направите паралела, например, кога почна пандемијата со ковид, и тогаш ние како јавностите бевме збунети, и со оно што го имаме сега како соеви, кои што се брзоширечки. Например, што може да се донесе како заклучок евентуално, нели порано кога почна кризата, па ние кога ќе кажеа 10, па 20, па 30, беше неверојатен страв. Потоа некако не дека се научивме да живееме со него, меѓутоа знаете кога ќе стигнува бројки и илјадници, дури тогаш некако станувавме посериозни. Веќе на 100, 200, 300 некако бевме онака лабавени. Затоа прашам од почетокот на кризата до сега, што може да се воочи во однос на брзината на самиот вирус? Само на мутациите може да се препише или? Видете,
Приближно во сите врвови брзината на ширење е приближно константна во она фаза на искачување на бројките. Како што кажав, најважен показател тука е ефективниот репродукцијски број. Ефективниот репродукцијски број практично кажува брзината на искачување на бројки. Тоа е мерило на забрзувањето на епидемијата. И сега, на самиот почеток на епидемијата, кога целата популација имаше нула колективен имунитет, кога никој од нас го немаше запознато вирусот се ширеше со молцкавична брзина. Меѓутоа, тогаш пак имавме многу мал број на тестирања и броевите и не беа толку големи. Во понатамошните врвови тестиравме повеќе, меѓутоа, од друга страна, населението се стекна со извесен степен на колективен имунитет, така што бројките повторно беа во некој сличен диапазон од околу 1000 нови случаи дневно на самиот врв на епидемијата. Ист случај беше омикрон сојот, врвот на омикрон сојот, кога имавме дури и по 2000 случаи на ден, меѓутоа тоа се должи на големата преносливост на омикрон сојот и исто така заобиколувањето на стекнатиот имунитет и заобиколувањето на вакциналниот имунитет. Тоа сакам да прашам. Сакам да прашам, например, не знам кој е вашиот став за вакцинација, бидејќи нели има многу и антиваксери, меѓутоа дали сте правеле анализи, бројки, математички статистики, како ги нарекувате, например, во однос на оние кои што се вакцинирани? Дали пак е навистина бројот, дали што поголем број вакцинирани навистина значи што побрз крај на пандемијата иди? Многу сум се занимавал со прашањето на имунитетот од вакцини и степенот на заштита. Значи, тоа заштитата, односно ефективноста на вакцините, ја следиме исто така со математички, односно статистички методи. Практично, биомедицината се потпира врз математиката. Тоа се две науки кои што одат неразделно една од друга. Се разбира, не може да се доведе во прашање ефективноста на вакцините, како против заразување, така и против смртен исход. Со таа разлика што во случајот на заразувањето, заштитата од вакцините е релативно краткотрајна, се на околу 4 до 5 месеци. Додека пак заштитата од тешка форма на болеста и смртен исход е многу подолго трајна и најверојатно ќе трае и со години. Тоа го гледаме според, сосема кратко, значи, тоа го следиме според смртноста кај реинфицираните и според смртноста на прележаните и вакцинираните. Кај нив е смртноста практично занемарлива. Тоа се лицата со хибриден, односно суперимунитет, кои што иако биле вакцинирани пред година дена, иако се разболеле дури сега, вакцината значи не го сопрела заразувањето, меѓутоа сопрела тешка форма на болеста и смртен исход. Значи, во секој случај, иако вакцината не може да не заштити од заразување, таа уште како може да не заштити од тешка форма на болест. За жал, Институтот за јавно здравје последниве 2-3 месеци не објавува бројки на починати меѓу вакцинираните и невакцинираните. Меѓутоа, се дотогаш имав податоци за 6-7 месеци од почетокот на вакцинацијата па до нова година. Практично ефективноста на вакцините против смртен исход остана непроменлива. Таа речиси воопшто не се намали, остана на ниво 90, па опадна до некои 87%, меѓутоа не и под таа вредност. Додека ефективноста против самото заразување таа драстично опадна. Од почетните 90% опадна дури со доаѓањето на омикрон сојот практично до нула. Но тоа не значи дека, уште да повторам, тоа не значи дека вакцината е неупотреблива. Таа се уште штити против смртен исход, дури и за овие последните соеви. Значи, дури штити и од омикрон сојот, а веројатно ќе штити и од идните досега уште неоткривени соеви. Добро. Сега ќе се обидам да ве тргнам малку, професоре, настрана од ковидот. Каде се овие ваши методологии, математички статистики може да најдат примена? Ве користат ли на некој начин? Институциите ги користат ли овие диаграми, бидејќи може да помогнат како така?
Практично нема наука, нема факултет кој што не користи статистика во своите истражувања. Ние во техниката користиме така наречена математичка статистика, меѓутоа во разни други подрачја има специализирани статистики. Значи гледаме, има медицинска статистика, односно биостатистика. Статистика имаме и во психологијата, при обработка на резултатите од разни психолошки тестирања. Статистика имаме при обработка на изборните резултати, при обработка на резултатите од разни анкети, политички анкети, предизборни анкети, при обработка на резултатите од попис и така натаму. Практично не може да се најде подрачје каде што статистиката не наоѓа своја примена. И затоа е многу важно учениците и студентите да ја изучуваат. Вие бевте многу активни на социјалните мрежи за време на ковидот, затоа прашувам дали може би некој од институциите ги користи тие услуги конкретно на техничкиот факултет во Битово, при УКЛО. Па јас цело време соработувам, имам контакт со лицата од конкретно со претседателот на Комисијата за заразни болести, доктор Александар Петличковски. Еве сега моментално дури соработувам со нив за анализа на резултатите на скринингот на антитела. Соработувавме за време на мартовскиот скрининг минатата година. Соработуваме и сега за вториот скрининг. Например, врз основа на резултатите од тогашниот скрининг, утврдивме дека стапката на прележаност изнесува само околу 32%. И јасно беше дека неминовно е доаѓање на нов голем бран на есен. Многумина тогаш не верува, меѓутоа математиката тоа недвосмислено го тврдеше. Значи дека ние не поседуваме доволен степен на колективен имунитет. Но сега веќе поинаква ситуацијата. Сега веќе имаме околу 80% прележаност, заедно со вакциналната имунизација, тоа дава една голема сигурност против тешка форма на болеста за време на предстојните бранови, иако, уште ќе повторам, најверојатно нема да не заштити од заразување, меѓутоа најважното што ќе не заштити од тешка форма на болест. Професор, оно што многу се зборуваше, вие видите таа математичка статистика наоѓа на секаде примена, морам да ја прашам за пописот за кој што многу се говори. Сега, што можете вие да кажете од ваша гледна точка од таа математичка статистика? Ги знаеме тие бројки, нели, толку македонци, албанци, роми, срби, турци. Например, дали пописот според вас, еве како човек кој што се занимава со тоа математичка статистика на некој начин, е доследен или има недоследности? Видете, пописот на населението практично не дава, се разликува од оние класични анкети или оние класични инферентни, така наречени статистики, кои што извлекуваат заклучоци за целата популација врз основа на резултатите на примерок. Значи, тука не правиме ни анализа на еден примерок, туку на целокупната популација на државата. За жал, заради бојкотот на пописот, околу 7% од популацијата не беа попишани и што самото по себе веќе внесува искривување на резултатите. Не на сите резултати, за среќа. Многу резултати се недвосмислено утврдени врз основа на разните регистри, односно врз основа на разните датабази, на разните државни институции. Меѓутоа, некои анализи кои што се прават врз основа на анкета, односно на прашалник, останаа без одговор, односно останаа со недоволен опфат заради бојкотот на 7% од населението, така што тие резултати не можеме да ги сметаме за веродостојни. Може ли тие прашања резултат на прашалникот? Да, додека оние прашања добиени од регистрите, тие се веројатно сигурни, со голема точност. Добро, може ли тие бројки да направат пореметување, например, при одредување на одредена, нели пописот се прави генерално, освен за да се преброиме колку сме меѓу другите, за да се направи стратегија, дали економска, дали образовна и така натаму. Може ли овој број кој што го споменувавте вие, кој што го споменавте на луѓе кои што фактично ги нема колку 120-30 илјади, да не одведе во погрешен правец?
За среќа, токму тие бројки точно ги знаеме, затоа што точно се знае од разни регистри колку има родени, колку има починати во државата, колку заминале преку границата, колку се вратиле, значи бројот на домицилно, односно резидентно население е одреден со прилично голема точност. Меѓутоа, оние други прашања кои се добиваат со анкетирање, тие најверојатно никогаш одговорот нема да го добиеме. Кои се тие прашања, професоре? Јас конкретно не бев присутен за самата анкета, меѓутоа слушнав како изгледаат тие прашања. Прашањата беа околу живеалиштето, околу куќата, околу станот, колкава е површината на вашата куќа, колку прозорци имате, од тој вид, значи, потоа прашањата на вероисповедта, како што гледаме, околу која се крша најмногу копија, околу националноста. Значи, тоа прашање не може да се утврди од ниту еден регистар, но според мене сметаме дека дури и невкусно да се прашува некој лице за националноста и за вероисповед. Кога јас би се прашувал, такво прашање воопшто не би поставил во прашалникот. Според вас што мислите, колку се иселени од Македонија? Тоа точно се знае, значи ние знаеме дека имаме 2,5 милиони државјанства, а во државата моментално живеат 1,8 милиони резидентно население, што значи околу 700.000 жители се иселени. Од 2002 до 2022, така за тој период се говориме или? Не, во моментот, значи толку имаме ние нерезидентно население. Значи, ако во државата моментално живеат 1,83 милиони жители, а имаме 2,5 милиони државјанства, тоа значи дека остатокот од 1,8 до 2,5 милиони, 0,7 милиони жители живеат како иселеници. Добро. И за крај завршувам, мора да се спомене нормално и руско-украинскиот конфликт. Прочитав на Facebook дека имавте анализи за руската рублја наспроти доларот, дека конечно, како рековте, се стабилизира рублјата после 3 недели, што може да се предвиде на овој план и во овој контекст нашиот денар стабилен е? Нашиот денар, да, сосема е стабилен, но тоа се должи на поврзаноста на денарот, тој е пегиран во однос 61,8 спрема 1 евро. Така што доколку зборуваме за стабилност на денарот во однос на еврото, таа е практично безусловно стабилна. Народна банка на Република Македонија интервенира во случај на пореметување на курсот и секогаш го доведува да биде во склад со оваа пропорција 61,8. А во однос на рублјата, доларот, бидејќи баш прочитав дека е стабилизирана рублјата, што значи тоа? На денот на почетокот на интервенцијата, курсот на доларот изнесуваше 124, се извинувам, 1,24 центи, 1,24 центи, американски центи, чинеше една рубља. Во најлошите денови на уривање на курсот, тој дојде некаде до 0,7 центи за една рубља, додека денеска гледаме курсот се покачи на 1,26 центи, американски центи за една рубља. Односно, дури имаме засилување на рублјата од 1,6% во однос на денот на почетокот на војната интервенција. Значи, со решителни мерки, Централната банка на Русија успеа да ја стабилизира рублјата. И во овој контекст утврдивме уште една важна работа, дека војната не се финансирала со печатање на пари. Доколку тоа се случило, курсот ќе продолжил експоненцијално да се намалува, практично се до нула, односно ќе настапила хиперинфлација. Но бидејќи тоа не се случило, заклучуваме дека пореметувањето на курсот на рублјата се должи исклучиво на психолошкиот фактор, односно пазарната паника. Со текот на времето таа пазарна паника се намали, учесниците на пазарот добија пореален увид во работите, потоа тука интервенцијата на Централната банка на Русија и таа успеа да го стабилизира курсот пред почетокот на интервенцијата. А интересно е што во Украина и покрај војната курсот на украинската гривна многу малку се поремети. Тоа значи дека
во Украина веруваат во својата валута и значи не ја финансира војната исто како во Русија со печатење на пари. Веројатно ја финансирале со задолжување и од реални извори секако. Со математичка статистика горе-доле ја заокружуваме короната, може би со математичка статистика да се утврди, например, до кога би траел овој руско-украински конфликт, апропо ако може така да се каже, колку може да се издржи една ваква состојба? Па јас мислам дека оваа војна веројатно ќе се води на исцрпување. Како што гледаме, нема интерес за сериозно преговарање, ќе се оди најверојатно на исцрпување на една или двете страни во вооружениот судар. За жал. Добро. Професоре, благодарам што бевте гостин во Студио 10. Благодарам и вам. Интересно интервју, проследено низ бројки, секогаш точни, барем оно што ве следивме за време на ковидот, бога ми сега ова со рублјата интересно и со украинската гривна, како и да ви благодарам уште еднаш и секој добро. Ви благодарам, секогаш сте добро дојдени.